Владата одбра комплициран модел за минимално намалување на акцизата кој треба да ги намали давачките, но не гарантира за поевтинување на бензинот. Владата донесе одлука за времено симнување на ДДВ-то од 18 на 10%, како и кратење на акцизата. Иако опозицијата и бизнисмените бараа преполовување на акцизата која сега изнесува 15,5 до 22 денари по литар, властите одлучија да одат со намалување од само 1 до 4 денари, кое ќе биде врзано со движењата на цените на сировата нафта на светските берзи. Кога нафтата ќе биде поскапа, акцизата ќе биде пониска. Новите мерки пресликани на денешните цени би значеле поевтин дизел за 10,7, а поевтин бензин за 11,5 денари. Сепак за сето ова ќе бидат потребни и законски измени, па неизвестно е кога новите цени би стапиле во сила и дали навистина би биле пониски со оглед на тоа што регулаторна ги утврдува на дневна основа, а вредноста на енергенсите на светските берзи продолжува да расте. Точно колку би излегло намалувањето во однос на денешната цена на горивата, во однос на тоа од кога ќе се примени уште еднаш повторувам дека за да се примени потребна е промена на законот за даноци и законот за додадена вредност и законот за акцизи. Ова се само дел од 26 мерки кои ги презентираше премиерот, а кои државата ќе ја чина 400 милиони евра и според него ќе придонеса за ублажување на последиците од економската криза. Па така лебот, маслото, месото, јајцата, шеќерот, брашното и оризот ќе се продаваат без ДДВ, а се укинуваат и царинските давачки за увоз на прехранбените производи. Во сетот има и стари мерки кои власта ги представи како нови. Повторно беше презентирано замрзнувањето на маржите на основните производи за исхрана, потоа помошта од 1000 денари која пензионерите ќе ја добијат во април, мај и јуни, потоа субвенции за парното грејење како и поддршка на сметките за струја за најсиромашните домаќинства. Ја намалуваме повластената стапка на ДДВ за основните производи за човечка исхрана од 5% на 0%. Основните производи на кои ќе се однесува оваа мерка се леб, шеќер, брашно тип 400, сончогледово масло за јадење, трајно млеко, свежо месо, ориз и јајца. Од владата признаа дека ова ќе биде тешка година за сите. Премиерот, презентирајќи го пакетот мерки, рече дека буџетот е ликвиден и стабилен и може да ги финансира, а има и доволно стокови резерви. Но повика на штедење и без непотребните трошоци на институциите, локалните самоуправи и јавните предпријатија.